Што ви значи тоа торпедирање на комисијата? Па ако еден председател на влада како најодговорен во државата одбере за скандал од толкави размери заради кој што оваа држава е во таква длабока криза, оваа држава има договор пржински, оваа држава го доби извештајот од ПРИБЕ, оваа држава доби условена препорака за анкетната, за почетокот на преговорите со Европската комисија, и ако тој човек, сето тоа се случи заради аферата со прислушкување меѓу другото, и ако тој човек што е најодговорен одбере да се сокрие од јавноста, да избега од очите на јавноста со цел да не се соочи пред јавноста со прашањата што навистина не се незгодни и се однесуваат баш на оние разговори што имаше можност целокупната македонска јавност да ги слушне, тогаш неговото однесување не е ништо друго освен торпедирање на анкетната комисија. Што го прашате, господин Шилево, бидејќи не се класифицирани или прашањата? Прашањата беа врзани за оние содржини што јавноста веќе толку им е позната. За одговорите на Никола Груевски не би сакал и не би можел да зборувам, верувајте ми, затоа што сум пресериозен човек и мислам дека е срамота да ширам хумор за волку сериозна тема. Како ќе биде натамошната динамика? Не можам за такви детали да зборувам. Како ќе биде натамошната динамика? Утре е закажана седмицата за сослушување на Милејана Киевски. Очекувам дека повторно ќе има бојкот од страна на ВМРО ДПМН. Веќе конечно на крајот на денот стана јасно дека ВМРО ДПМН е таа која што нема интерес да проработи оваа анкетна комисија. И тогаш кога Груевски беше соочен со стравот од јавноста, бидејќи бегаше и по јавните прозивки, одлучи таа јавност да ја исклучи. Станува јасно дека на ВМРО ДПМН не му е потребна анкетната комисија, они сметаат дека се доволно покриени со својата медиумска надмоќност и дека вистината нема потреба да се знае поинаква од онаа која што ја нарачуваат во вестите. Имаат ли медиумите достапност до записите? Нема да имаме достапност, бидејќи кога е затворена седницата, согласно деловникот, согласно протоколите од собранието, согласно законите, ако сакате, тие се во посебен режим на чување на материјали во собранието на Република Македонија. Токму затоа и сакам да го демонтирам господин Груевски дека него му требал само мир, бидејќи тие материјали ќе може да се објават. Тие материјали за жал нема да може да се објават, а ако некогаш се објават, ќе бидат добар дел од, може да се направи добар серијал, 4-5 епизоди во трајање од сат време, толку ни траеше, 5 часа ни траеше сослушувањето, од добра македонска хумористична серија. Морам кажуваше дека после Груевски ќе дојдат и други повикани да дават изјави. Очекувате ли тие да доаѓаат или со доаѓањето на Груевски тоа ќе... Не е прашањето дали ние како Социјалдемократски сојуз на Македонија очекуваме. Ова анкетна комисија е составена баш за да овдека дојдат да сведочат луѓе. Прашањето е што македонската јавност очекува актерите на прислушкуваните разговори конечно да се осудат, јавно да проговорат. Меѓутоа, какви се сценаријата на ВМРО ДПМН, јас кога Груевски се престраши да избега од јавноста, очекувам дека било кој од овие натаму што доаѓаат, веќе им го купи стравот, го скрши мразот Груевски, излезе храбриот боксер дека сака да боксува на скриени боксмечови. Како председател на комисијата, гледате ли поента во нејзиното работење кога сите седници ќе бидат свајани? Значи, не е проблем толку, значи е огромен проблем неприсуството на јавноста. Проблемот е хуморот кој што очигледно не недостасува кај Никола Груевски при одговарањето на прашањето. Какво е вашето мислење за премиерот Којамо? Не е за во јавност.